Денес утрото го започнуваме со познатата ТВ водителка и новинарка Анита Даева. Освен тоа што ја препознавате од ТВ екраните, исто така таа е текстописец на многу песни кои се препајуваат по многу фестивали. Во продолжение ќе слушнете како и започнува едно вообичаено утро, кои се нејзините утренски ритуали, но исто така ќе слушнеме нешто повеќе и за нејзините почетоци во нејзината кариера. Анита, добро утро и добро дојдовте во нашата утренска емисија. Добро утро, Марија, добро те најдов тебе, твојот колега и мојот драг колега Науми. Секако поздрав до нашите колеги во Телма и до гледачите. Генерално, како ви започнува едно вообичаено утро, односно без кои утренски ритуали не може да ви започне денот? Знаеш како јас сум среќна, најверојатно тоа е од Бога дадено. Мене не ми треба будилник да ме разбуди или да го ставам часовникот, односно телефонот во одредено време па да станам. Па дури да се случи тоа кога станувам, јас сум исто како да не сум спијал. Ако легнам во 3 ноќе, знам да станам во 7, јас сум си наспан и функционирам во текот на денот, фала му на Бога за таа енергија. А што се однесува до начинот како ми почнува утрото, ги сакам утрото и утрото е мојот ден. Затоа што не знам, ете така од сабајле некако ми е најубаво, затоа што со полни гради го зимаш денот и што викам ќе спиам кога ќе отидам на тој свет и затоа сакам многу да сум будна во животот. Кога ќе станам, нели нормално, прво си одиш во тоалет, после тоа она што следува задолжително, или пијам вода, прво вода или лимун со топла вода, кафето. И тоа е она задолжителното. После тоа си го шетам најубавото куче на светот, мојот Ралф, и веднаш се фаќам за работа, за она што се нарекува тековни активности, планирани и непланирани. Тоа, предпоставувам, значи дека и не би бил најтежок дел во вашата кариера станувањето рано за водење на утренска програма? Никогаш. Ти речуне ние на времето кога работев таму, кај што работев 10 години, сум знаела да станам во 4:30, да се средам, затоа што откако што една година пред да се заменам од телевизијата, тогаш донесоа некој кој што ќе биде одговорен за водителките и за новинарите. Значи во 4:30 знаев да станам, па само да се средам косата, да се нашминкам. И ти викам, никогаш не ми било проблем станувањето, будењето и тоа ми останало. Ми требаше долг период од како што излегов од тој ритам на живот, затоа што 10 години вие да станувате, можеби не секој утро, секој второ утро. Не е мала работа, организмот најверојатно се навикнува на сето тоа и претходно да не ја заборавам македонската телевизија од каде што започна. И после тоа останува тоа најверојатно запишано некаде во моето тело, во умот ли, не знам. И будењето наутро ми е задоволство и никаков проблем. Како се роди љубовта кон новинарството, односно од каде таа идеја новинарството да ви стане животна професија? Ништо друго во животот јас не се размислував освен да бидам новинар. Алтернатива немав. Можеби затоа што тогаш не беше како сега, тогаш се бареше место плюс. Се сеќавам дека квотата за влез на редовни студенти во таа 92-а, ја памтам бројката, иначе не памтам ништо, што не ми е битно. Беше некаде околу 67 студенти. И бев пресреќна затоа што успеав да влезам. Имав некоја алтернатива која што не сакав да ја помислам, меѓутоа сепак ми беше алтернатива. Ако не успеев во новинарството, многу ме влечеше историја на уметноста. Значи, доколку не влезев на интердисциплинарните студии по новинарство, тогаш така се вика, во склоп на правниот факултет, мојата втора опција ќе беше оваа, ама која што ќе ја студирав без срце и волја. Новинарството, не знам, од секогаш ме привлекувала телевизијата. Телевизиски човек сум уште како дете. На времето, знаеш, ги немаше сите оние социјални медиуми, сето она што денеска им го исполнува детството на децата, младоста на младите, па дури и возрастните. Се нели дел од таа приказна. Телевизијата ни беше се. Радиото сум го сакала да го слушам кога возам во автомобил, задолжително слушам радио. Меѓутоа телевизијата е нешто каде што секогаш сум се гледала и на моите дома сум ми викала еден ден јас вака и ете ми се исполни таа желба. Меѓутоа после толку години можам да признам дека многу погрешив. Па затоа што денеска новинар може да биде секој. Затоа што факултетот не ни се ценува без да ме свати некој, нели, да ми замери или како и да е. За да влезете во некоја фирма ви треба соодветно образование, диплома без која што не можете. Зборувам за една држава нормална, каде што не можете без основните документи за завршено образование да го добиете работното место за кое се бара тоа и тоа како стручна спрема да го имате. А денеска новинарството буквално секој еден може да биде новинар кој што доволно знае да пишува, од друга страна доволно да препишува и така натаму, така натаму. Кој е оној клучен момент, односно според вас, кои 3 клучни моменти предиспозиции треба да ги има младо лице за да биде добар новинар? Пред се да не чека ништо од другите. Истражување, читање, едуцирање.
Ти рачуна ние на времето тогаш немаше интернет како што има сега, па да дознаеш за соговорникот. А од една страна невкусно е кажете ми нешто за вас или да имаш некоја информација за него, чисто како основа за она што треба да го работиш. Не се три многу повеќе компоненти се. Да биде присутен, се присутен секаде и ако веќе се одлучи за новинарство, најдобро е да се насочи во една област. Дали е тоа политика, дали е тоа економија, дали е тоа медицина, не знам, здравство и ред други правци кои што ги има нели во новинарството и да си ја сака работата, без љубов во работата, да не чека некој да му даде задача. Нели постојат и денови каде што се постои уредничка политика во медиумот и можеш да заминеш таму и таму, меѓутоа самиот да истражува. Од истражувањето, значи да чепка, да бара. Мене тоа секогаш ми било предизвик и најголем предизвик ми биле обичните луѓе. Дали може би имате некој хоби, знам дека пројавувате интерес кон моторите, што на некој начин е може би не секојдневно за една жена. Сопругот ме возеше, значи моторите се наша бивша приказна, нешто со кое што навистина поминавме многу и тука во Македонија и надвор од Македонија. И преубаво е, јас секогаш велам вака кога некој ќе ми постави тема која што е поврзана со моторите. Не знаете колку убаво го доживувате светот или патот кога сте на мотор, затоа што сите сетила ви се тука. Не ве штити ништо, небото е над вас, па ноќе возењето со мотор нема ништо поинаку. Кога сме кај хобињата, ако можам да го наречам хоби, меѓутоа сега си го ставам како примат пишувањето на текстови за песни. Значи тоа е она што во моментов го работам и интензивно сум насочена на тоа 100% и пресреќна сум затоа што задоволни се оние кои што ми ги нарачуваат песните, затоа што се прифатени од публиката. Многу пати сум повторила, ќе кажам и пак, нема ништо на светот поубаво од македонската музика. Исто така си имате занимавано со, односно имате спортувано одбојка. Да, бев гимнастит, вака секој ќе ме види некој ќе рече, ма не се шали. Зборуваме за минатиот век и пред да станам родител. Прво тренирав гимнастика во Велес. И тоа беа навистина едни денови на кои што се сеќавам онака со задоволство, со среќа, со некоја мала носталгија, меѓутоа никогаш не желам понешто поминало задна се. Останало тука некаде во некоја наша поричка клетка како и да е. И наеднаш пораснав. Вообичаено за гимнастичарите нели треба да се малку со понизок раст заради X причини, наеднаш се извишив и ќе отидам на прескок. Ти не знаеш, тоа веќе невкусно е. И ајде на одбојка, па дури сум бегала од часеви за да одам на одбојка, тогаш игра во Велешки борец кој што се надпреваруваше во тогашната Југословенска лига. И навистина одбојката ја напуштив во моментот кога дознав дека ќе стана мајка. Тогаш се раздалив од одбојката, тоа значи далечната 1997. Како ги менаџиравте обврските кога станавте мајка? Зборуваме во однос на професијата. Во однос на професијата ја ставивме малку на пауза, бидејќи нема ништо поубаво на светот да го живеете мајчинството, барем во тие први денови, да сте вие таа која што сте со детето постојано, секако да ни се живи здрави родителите на сопружниците, затоа што секогаш се тука да се најдат и да помогнат. И така едноставно, јас велам Марија, секогаш кога сакаш, можеш се. Нема изговори, нема уморна сум, нема умор. Некој со години се труди да добие такво нешто, а ти да си уморна за тоа. Не знам, тоа е некое мое размислување, дека за децата треба да сме жртви цел живот и така си го терам животот. Кој е ваше мото за среќен живот, односно која е онаа позитивна мисла која ве води во текот на денот? Знаеш како, може би од прашањето кое што мене ми го поставуваат најчесто, нели првото нешто кога ќе се видиш со некој без разлика дали тоа гледање имало поголема пауза или се гледаш често, како си? Јас секогаш велам најдобра на свет. Без разлика дали во мене се распаѓам, дали стварно сум најдобра. Едноставно помислата дека си добро те води понатаму. Тоа е мојата девиза во животот и немојте да го преспивате животот. Еден ми. Ви благодарам многу за одвоеното време. Ти благодарам за поканата и да посакаме убав ден да си имаат гледачите и секако нова средба со нови теми и моабети.